Почитувани екселенции, почитувани представници од Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи од регионот на Југоисточна Европа, почитувани представници на невладини организации, на граѓанското општество од регионот, почитувани младински представници, дами и господа. Пред се би сакал да изразам жалење што не можам лично да присуствувам на овој настан, кој се одржува во рамките на председавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа, а во заедничка организација на Оделот за транснационални закани на ОПСЕ и глобалната иницијатива за борба против транснационалниот организиран криминал. Дозволете да ви посакам добре дојде во Скопје и во Република Северна Македонија и да го поздравам одржувањето на овој регионален настан преку ова мое кратко видео обраќање, со кое сакам да ја потенцирам важноста од превентивното делување, но и воспоставување заеднички, сеопфатен и меѓуресорски пристап во зајакнувањето на отпорноста на младите пред заканите и ризиците на организираниот криминал и корупцијата. Токму овие две области се клучни полиња од кои Европската Унија, односно Европската комисија, со години упатува забелешки и дава препораки за натамошно подобрување. При тоа, организираниот криминал и корупцијата се и области во чија што борба и превенција Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија вложува материјално-технички, но и човечки ресурси за надградба на своите капацитети. Воедно, несебично сме вклучени во меѓународната соработка, воспоставена на експертско и оперативно ниво, со цел етаблирање и потикнување на култура на заедничко и посветено действување во борбата против овие феномени. Настанот на кој што учествувате во овие 2 дена има за цел продлабочување на диалогот помеѓу сите чинители на нашите општества, кои во рамки на своите надлежности и мандат даваат придонес посебно во превенцијата, односно во зголемувањето на отпорноста кај младите кон организираниот криминал и корупцијата. Самиот факт што под еден покрив ги носиме органите за спроведување на правото, правосудството, образовните институции, но и практичари од областа на борбата против корупцијата, организациите на граѓанското општество и младите од целиот овој регион јасно го покажува правецот кон кој се движиме. Обезбедување содејство и соработка на целото општество, кои ќе се придвижуваат паралелно и на национално и на регионално ниво. Нашиот регион за релативно краток временски период измина и се уште изминува големи промени. Како регион воедно, заеднички се движиме и работиме на процесот на интеграција во Европската Унија, што ни дава залет, олеснување и водечка рамка за надоградување на сите аспекти и слоеви на општественото живење. Но тој процес, или таа патека по која се движиме, наложува и утврдува значаен број цели, неретко дополнети со предизвици кон кои што се стремиме да ги исполниме. На ова патување постојана поддршка и помош имаме не само од Европската комисија и нејзините агенции, туку и од нашите други меѓународни партнери, за што би сакал искрено да им се заблагодарам. Почитувани, улогата на граѓанското општество во борбата против организираниот криминал и корупцијата е огромна и суштинска како корективен механизам и како партнер во справување со овие феномени. Па во оваа насока разбирлив е и растичкиот тренд на неговата ангажираност во таа борба. Улогата на овој сектор во превенција и зголемувањето на отпорноста на младите пред организираниот криминал и корупцијата е дотолку поголема, што токму со неговата инволвираност ќе се потикне конструктивен диалог со органите за спроведување на правото. А на тој начин ќе се зголеми свеста кај сите чинители за заемна неопходност и додадена вредност во воспоставувањето на вистински холистички пристап во дизајнирањето на заеднички активности. Превенцијата на детското престапништво и воопшто зголемувањето на отпорноста на младите во сите видови криминал во Република Северна Македонија е прашање од стратешки приоритет за добросостојбата на децата, семејствата и општеството во целина. Во декември 2019 година, Министерството за труд и социјална политика ја донесе националната стратегија
и акцијскиот план за превенција и заштита на децата од насилство за период од 2020 до 2025 година, во кои представници од Министерството за внатрешни работи заедно со други релевантни институции и меѓународни партнери има активно учество како во изготвувањето, така и во нивното спроведување. Законските услови за превентивно действување се поставени. Пред се во Законот за правда на децата, во кој едно од најзначајните начела е токму превенцијата. Врз основа на овој закон, уште во 2009 година е воспоставен и Државниот совет за превенција на детско престапништво, во кој членуваат професионалци, стручни и научни работници, представници од државните и јавните установи и приватниот сектор и граѓанските здруженија, со цел организиран пристап во превенцијата на детското престапништво. Со донесување на Законот за правда за децата, Република Северна Македонија направи голем исчекор во делот на заштитата на правата и интересите на децата, а со новиот концепт на законот се постигна усогласување со меѓународните стандарди за правда за децата и се создаде еден сеопфатен концепт, насочен во полза на децата, кои дошле во контакт со правниот систем, а во нивен најдобар интерес. Почитувани присутни, пред да го завршам моето видео обраќање, би сакал да подвлечам дека во 2023 година е успешна година за Министерството за внатрешни работи на планот на оперативната меѓународна соработка, а се попризнати се и успесите во остварување на својата репресивна функција. Убеден сум дека со одржување на вакви настани и со зајакнување на меѓусебната доверба и диалог, ќе можеме за многу скоро време да кажеме дека превенцијата на криминалот и криминалните феномени во Република Северна Македонија добиваат на интензитет, а резултатите бележат континуиран растечки тренд. Ви посакувам успешна работа и ви благодарам за вниманието.